Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Сите вие кои во Скопје не следите на фреквенцијата 107,4 и во Македонија кои не следите онлайн преку нашиот Facebook профил или лајвот на lider.mk. Се извинуваме за доцнењето и јас и гостинот синоќ заглавивме малку подоцна во Заспи ако можеш и не заспавме, тоа придонесе ово утро малку потешко да биде нашето будење, но тука сме да се разбудиме заедно со вас. Ивица, мислам дека ти треба да го најавиш гостин. Да, гостинот е бардот на македонското новинарство Горан Момировски. Чувствувам блага иронија во ова бардот на новинарство. Толку стар сега ја за бард да бидам. Бард се станува на 67, 8 на 70. Јас мислам дека бард се станува по заслуги, а не по старост. Ти, ја така го рачунам. Добро, ајде, години си? 50-тина, како си? 52. 52. Ти на 52 години имаш преживеано повеќе критички така тешки настани од што има на пример шведски новинар кој има 170 години. Иако не е можно да има. Да, искуството ти е такво, да. И да работите во Македонија за 10 години се преживуваат работи што од други земји нормални се преживуваат за 100 години, но добро тоа. Ние сме среќни што сме овде и што имаме тоа искуство. Значи јас сум 10 години веќе активно бавење со новинарство. Толку правам годинава. 10 11 влегувам во 11-та. Инаку малкумина знаат дека и Боцевски бил новинар едно време. Да. Во македонската телевизија. Да. Предпоставам дека е добро искуство за фантастично искуство. Кариера. Фантастично искуство, претходно во студентски збор, како средношколец. Така што секојаш бил напреден. Бил во студентски збор како средношколец. Не бил студент, бил затоа што студентски збор имаше и средношколска рубрика, па се трудеа да регрутираат и средношколци. Тоа беше во времето на Зоран Костов, ако се сеќаваш. Зоран Костов. Да. Тоци Груевски, професорот покоен да го споменеме, кога збориме за новинарството. Точно. Инаку уредник ми беше во македонска телевизија, нормално во тоа време, скопската рубрика, Ѓоко Коневски, таткото на поранешната вице-премиерка. Габриела Конев. Да. Моите први уредници беа многу поголеми преваранти, така што ќе се задржиме на поважна тема. Јас сакам да кажам први уредници. Сонја Гизавиќ ми беше во Младински канал 90-91 и потоа Иван Андреевски Мачето, легендарна фигура, работеше во Јутел на времето, француски дипломец и така натаму. Прекрасни искуства во моменти кога се градеше државата, кога почнуваше се удираат темелите на оваа независна Македонија. И да, многу беше тешко, меѓутоа чало настрана и навредите настрана, не се преваранти. Морам јас тројца да споменам важни. Тоа е Бранко Геровски, од кој сум научил новинарство, еден од најписмените новинари во земја. Тоа е значаен придонес во мојата кариера има и Драган Павловиќ Латас. Независно што составови се разединуваме, сепак е човек кој знае да направи материја, еден од најдобрите од таа работа, да спакува нешто. Сега, ставовите ми се малце многу различни, но сепак, што е тука е. И несогласувањата произлегуваат од тие различни ставови, не од друго и различни принципи. Тоа како треба да изгледа професијата. Но, ајде да ги оставиме тие редемисценци од минатото, премлади сме сите, дури вие двајца сте премлади за оваа работа, за мене да не збориме, да се вратиме. Никогаш не си премладни преста за некоја работа. Само да кажам што од 91 до 99 година. Толкуваме последно. Добро утро Македонија, работа во утринската програма Македонската телевизија. Ова морам да го кажам за прекрасни колеги таму, поминав 8 години со нив феноменални и многу научив. Добро, да. Горан, да влеземе на најважното на политиката. Вчера во Косово средба на лидерите на албанската опозиција во Македонија, насловена како Европски сојуз за промени, и Арбен Таравари од Алијансата за албанците, кој не е во оваа коалиција, во моментов е во коалиција со СДСМ и ДУИ, но тој отиде со нив кај Албин Курти да договара дали ќе имаат председателски кандидат. Истиот ден во Косово и председателот на ДУИ Али Ахмети, кој пак имаше изјава дека
албанците во Македонија не биле подготвени да имаат председател на државата во овој момент, доста што имале премиер, председател понатака ќе средели и таа работа. Значи како тоа заврши? Замислете вака македонските политички партии да се соберат сега таму. Мицкоски, Апасиев, Максим Димитриевски, Ковачевски, Павле Трајанов, Ковачевски на друго. Македонските политички партии да чака добро слушам. Да, македонските политички. Да се соберат, да речеме, кај Орбан, и Орбан да ги собере и да прават коалиција, дали ќе настапат со еден председателски. Како би изгледало тоа? Не, кај Вучиче. Пораката е лоша во секој случај, но ајде да се обидеме институционално да ги гледаме работите. Ако може малце поблиску микрофонот да го И земеш. предходно други Не, земи го повлече. македонски политички лидери оделе во други држави. Се консултирале, прашувале, барале поддршка и така натаму. За мене ова е само предизборен фолклор. Ова луѓето кај Курти, затоа што Курти има некакво влијание во Македонија, ако тука се сомневам дека стварно има влијание. За мене е важно дали идната влада, кој да влезе во неа, ќе ги почитува правилата на игра, односно законите и процедурите на владата. Тоа е важно. Може да отидат и во Приштина, може да отидат во Белград, во Софија, кај сакат може да отидат. Не е забрането со закон, тоа да не се лажеме. Си има одредена поврзаност помеѓу македонските албанци, косовските албанци, албанските албанци, си гледаат некаков политички чар во тоа, не го кршат законот кога одат таму. Да, кршат етички правила на македонската политика, меѓутоа тоа одамна кај нас е. Да, и одат јавно, не одат во ГПК како Заев што одел во Грција, нели, кога зборуваше, и тоа мора да се направи Добро, таа но разлика. Горан, сега да бидеме вака искрени. Таму беше и Стево Пендаровски пред изборите. Срамоте него. Зечевич. Недела. Таму беше и господинот Миле Зечевич. Маричич. Срамоте нивни. Значи, ние овде зборуваме сега за резил што си го приредуваат сите тие што одат некаде. А да пробаме, затоа што понекогаш во политиката прозаичното е најточно. Затоа што е средба каде што од една страна има една политичка групација веќе воспоставена и алијанса која што не припаѓа на таа коалиција. Можно ли е, вака се гласно размислам, за да се избегне во Македонија шпекулациите кој кого викнал, кој дошол, каде дошол и така натаму, вака некако сите сме еднакви, водиме ке Курти. Ја вака, што би била другата причина, зашо би ишле ке Курти? Вака гласно размислам, Па, равноправни се сите, зашо идат ке, не знам. за мене не е прозаична, математичка е. Колку луѓе во Македонија ја следат на дневна база политичката ситуација во Косово, колку луѓе во Македонија се соживуваат во електоратот, зборам, со тоа што се случува во Косово на политичката сцена. За разлика од луѓето што во Македонија се занимаваат со албанската политичка сцена. Јас ќе ви кажам, според моите перцепции, тоа се разбира од комуникација со луѓе, 95% ги интересира Косово, Албанија не ги интересира. За кој зборуваме? За албанците? За македонските албанци кои што се потенцијални гласачи. И затоа овие четворица лидери од на Косово, тоа што така даваат сигнал до електоратот албански во Македонија дека имаат поддршка од Албин Курти. Албин Курти е во моментов херој кој што Косово е под санкции на Европската унија. Косово влезе во судир со Америка. Косово води борба за северниот дел од Косово со Србија. Албин Курти е човекот кој што е символ на отпорот во моментов кај албанците. Чекај се, малци извини. Значи не се прозаични, математички се работите. Нели е поразувачки за нас како држава, ние се остануваме под Косовие. Косовски... На Твитер тој термин се користи, под Косовие, да. Косовска колонија. Затоа што политиките за нас, за нашата земја, не се водат овде, туку се водат во соседна држава. Извинете, прво, како може Курти воопшто да си дозволи да седи и да креира политики за Македонија? Како што си дозволи Еди Рама во 2019 18 во јануари. И што произлезе од тоа на Еди Рама? Произлезе 27 април. Произлезе 27 април, произлегува многу други работи произлегува. Меѓутоа, проблемот тогаш не беше во Приштина и во Тирана, проблемот беше во нашите луѓе овде кои што не ја препознаа таа, ајде да не употребам лош збор,
Не беше закана. Знаете како? Сите имаат легитимно право, ако е согласно со законот и уставот, да ги туркаат своите политички агенди. Кај нас во Македонија тогаш немаше некој нормален политичар на премиерското место да каже луѓе, ова не оди вака, не можете вие, зборам за Зоран Заев се разбира. Се премолче, не реагираше, ги поддржа, платформа време на Груевски беше. 2017 јануари, тогаш веќе се крчкаше владата, затоа Али Ахмети просто не влезе во влада со Никола Груевски. Тоа беше договор со Зоран Заев. Зоран Заев ги прифати сите тие заклучоци од Тиранската платформа и ги имплементираше во владата. И проблемот е што македонските гласачи во два циклуси избори подоцна не препознаа дека политиката не се крои во Скопје, туку се крои во Тирана и во Приштина и повторно ги изгласаа СДСМ. Ние не можеме да ги обвинуваме албанците за тоа што сакаат да ги исполнат своите стратегиски цели. Ние треба да се обвинуваме себе си македонците што не ги препознаваме тие процеси, дозволуваме да не лажат. Добро, ајде идеме. Лажни меси и така. Да, ајде идеме. Го барам се, не можам да го најдам. Како беше формулацијата што да говори Леѓупчо? Прецизната формулација? Ќе се обидам сега да ја најдам. Албанец премиер, да Не, малце. Не, значи, да видиме кој како ќе ја чита во Македонија, тоа ми е идејата. Значи вака сега, може да има повеќе читање овде. Да. Значи, еве сега цела вест ќе прочитам. Лидерите на трите опозицијски партии на албанците здружени во коалицијата Европски сојуз за промени, Билал Касами од БЕСА, Африм Гаши од Алтернатива и Изет Меджити од Демократско движење вчера на 30 јануари во Приштина имале средба со косовскиот премиер Албин Курти и со председателот на парламентот на Косово Глаук Коњувца. Она што е своевидно изненадување е што заедно со тројцата опозиционери на средбата присуствувал и лидерот на Алијанса за албанците Арбен Таравари, чија партија е дел од парламентарното мнозинство заедно со СДСМ и ДУИ. За средбата, преку објава на Facebook профили со безмалку идентична содржина, информираа лидерите на трите опозицијски партии, објавувајќи фотографија од состанокот. Официјалното соопштение за средбата е објавено на веб страницата на кабинетот на косовскиот премиер. Во него се наведува дека освен за социјалната и економската состојба на албанците во Македонија, демократијата и напредокот на односите помеѓу етничките заедници било разговарано и кандидатот за иден председател на земјава. Замислете, некај нив. Ова е соопштение на Албин Курти. Дека он разговарал за тоа кој да биде председател на оваа држава. И се шо викате? Четворицата лидери од Северна Македонија, според соопштението на кабинетот на косовскиот премиер, предложиле следниот председател на земјата да биде од редовите на албанците кој ќе го отсликува со животот меѓу етничките групи и ќе го гарантира европскиот пат на Северна Македонија. На средбата присуствувал и Беким Чоку, кој е советник на Курти. Чоку, кој е од Струга, во минатото беше член на Демократската партија на албанците, ДПА на Мендухтачи, а потоа на Алијансата на албанците. Тој сега е член на партијата на косовскиот премиер Самоопределување. Добро, ајде да дојме до профилов се. Како го опишуваат кандидатот? Значи, тие велат ќе го отелотвори Добро. со животот помеѓу етничките групи и ќе го гарантира европскиот пат на Северна Македонија. А нели претходно пишу албанец или не пишу? Албанец, да. Од редовите на албанците. Значи не е Стева Пендаровски. Да биде од редови, сега добро може и од редовите на албанците да. Не е Стева Пендаровски. Значи збориме кој како ќе очита. Значи во СДСМ ќе сака да го читаат или Стева ќе сакаш да го читаш? Не, ја го читам Арбен Таравари овде. Да бидам вака искрен. Он е тој што отелотворува соживот, затоа што нависна од гостива, е мултиетнички град со сочувана мултиетничност. Ти Горан кој го читаш? И Лазе Еленовски. Го кажав, не, ја го кажав вчера Таравари, не мислам. Ја го кажав Лазе Еленовски, сега ти украде идејата и те прашува. Не, кажав идеја, тука нема авторски права. Мислам дека е Арбен Таравари, но ќе видиме. Едно време се споменуваше само до микрофонот така. И се споменуваше и човекот што го споменавте што е советник на Албин Курти за Македонија, Бесим Ќоку се вика, нели? Кој што исто така се споменуваше како можен кандидат. Иако се работи за човек што дава прилично
радикални изјави во однос кон македонците. Едно време најавуваше дека ќе има соработка меѓу Бугарија и Вендосија, односно самоопределување на Албин Курти. Но ако ја читаме ова објава на косовскиот премиер, мислам дека се работи за човек кој што, вака гледано од албанска страна, е човек кој што е добро интегриран во македонскиот општествен систем. Два пати беше министер, еднашка беше министер за здравство, началник е, работел во институција здравствена, беше директор на некои од клиниките. Професор редовен на медицинскиот факултет. Професор, значи пише добро интегриран, добро зборува македонски јазик, нели, почна со радикални изјави последниве 3-4 месеци, предпоставувам заради нели предизборната реторика да се изедначи со радикализмот на Дуи кој што е присутен во јавност и така натаму. И има и други математики тука, сега не сакам да цитирам извори од албанските политички партии, меѓутоа има таа математика. Ако биде Таравари кандидат за председател, тогаш Алијанса за албанците ќе добие помалку пратеници во таа листа заедничка на обединетата проширена албанска опозиција. Ако не биде, треба половина кандидати да бидат на таа листа од Алијанса за албанците, но ќе видиме што ќе излезе. Тоа се работи кои што сепак ние не можеме да ги знаеме. Ајвака гласно, можно ли е да се крие тука, да речеме, и Имер Салмани? Мислам дека беше актуелен преку 2 месеци, меѓутоа мислам дека тоа сценарио веќе не е во. Цртаме фоторобот. Да, така е. Да, профилот на личност е Имер Салмани. Меѓутоа, мислам дека во ситуацијава не е Имер Салмани, тој веќе еднашка беше, доби 150.000 гласови. Да, од кој што половина и повеќе од македонците во Кочани добиваше гласови. Мислам дека 57.000 добиваше гласови од 150.000, но тоа е многу интересен феномен од како заврши кампањата. Имер Салмани имаше феноменална кампања меѓу македонските гласачи. Да. За помирување, за толеранција, за соживот, така да. Но и не само тоа, туку беше прв кандидат албанец кој што имаше кампања во 84 општини во Македонија. Тоа е за поздравување. Така е. Да. Но кога заврши кампањата, тогаш тој почна една жестока, радикална реторика, тогаш беше подоцна за друга некоја кампања за избори за парламентарни мисчини, и тогаш се виде дека всушност тој Имер Салмани што сме го гледале тогаш се потопи себе. И тој ги уништи сите надежи на било кој албанец дека наскоро може да добие огромен број македонски гласови. Последната понуда, имам еден брифинг ексклузивен, гледам и дека колешката Сонја Крамарска во Дојче Веле таа тема утрово ја зачнало на еден малку поинаков начин, но се гледа дека изворот е сличен со оној кој го имам нас. Вели таа ја заговара идејата СДСМ да оди во коалиција со сите албанци. Ја заговара, не ја заговара, ја најавува, вика темата за предизборна коалиција во која ќе учествуваат сите албански партии, а ќе ја предводи СДСМ, ќе добива се повеќе на значење. Не затоа што коалицијата има амбиција да се закачи без за проевропска, а другите да ги брендира како антиевропски, туку затоа што во основа на нејзината конструкција ќе бидат партиските интереси. Но се чини дека тие интереси не се исти кај сите партии, пишува Крамарска. На Дуј му треба преградка која ќе го стопли после сите критики за криминал и корупција, а побогодна за тоа име СДСМ. СДСМ пак во таквото друштво би влегол заради бројката која ќе му помогне да ја амортизира ниската популарност која речиси сигурно ќе го одведе во пораз. Алијанса на албанците највидум калкулира, но од секогаш и се допаѓале посилни партнери од неа. Доде пак останатите албански партии од кои се ново формирани им е потребна верификација дека се важен фактор за политичкото милје во земјава. Ова го пишува Крамарска во некаква анализа. Нормално, на овие факти можеме 20 да извадиме зошто не им одговара на никој, но оно што го имам јас ово утро ексклузивно како информација да го соопштиме е дека СДСМ ваква коалиција веќе им понудило на сите споменати и дека понудиле првите 2 години да има албанец премиер. Збор, јас го користам многу често последно време, политичко самоубиство. Од повеќе причини. Ама во серија е ова, Горан, сега веќе не е прв пат. Само да кажам уште нешто. Зошто мислам дека Таравари може да биде кандидат и само на албанската опозиција
но и како единствен кандидат албанец е тоа што претходно Али Ахмети му нудел на Таравари исто така да биде кандидат за председател на ДУИ, Можно па дури СДСМ. заеднички со СДСМ. Да, значи дури и тоа е А можно. можно е сите овие да се соберат со СДСМ заедно? Сега, зошто е тоа според мене не неостварливо. Остварливо е, но е не е конјунктурно политички за СДСМ пред се. Прво, СДСМ ќе освои многу помалку гласови од албанските политички партии и ќе биде и де факто ќе биде втор, затоа што тие ќе одат како една целина и албанските политички гласови во Македонија се некаде меѓу 180 и 210.000 гласа. СДСМ не сонува не може да помене повеќе од 150-160.000 евра. Ама да, ама тие велат од таму 200 и од тука 150 и 350, тоа се доволно за победа. А ВМРО колку има 400, како доволно за победа? Нема доволно за победа. ВМРО има 400.000 во таа ситуација, најмалку. И тогаш кој е легитимитетот на било кој од албанските политички партии да влегува во владата? Кога во кампањата ќе ги напаѓа ВМРО да помине. Не е логично. Во Македонија има колку 950.000 отприлика сега се анкетите, Да. до милион гласочи во моментов. Дали може би Курти Значи, ова го извини прави? само математика само 350.000 СДСМ со сите албански политички партии. Да. ВМРО да помине 400.000. 700. Па не знам сега, ВМРО да помене на последните избори на листи имаше 300.000, пред тоа имаше 320, тука некаде. Добро. За како 350.000 имаше сега за 350. Да, значи не е така, но сега е драматично променета ситуацијата. Не, кај ќе да тие гласови до милион, еве, 350.000 имаат СДСМ со сите албански Кај политички Максо, партии. кај Левица, кај... Колку може да освојат? 50.000, Заедно 60.000? 200.000. 400? Нема шанси тоа. Сега вие кажува- 100.000, еве, нека бидат 100.000 заедно, Левица и Максо. 450.000, кај ќе да уште 550.000 гласови. Најголем дел ќе одат кај ВМРО да помене. И не им одговара што СДС ќе биде потоа тотално дефакторизирана. И уште еден момент. Како ќе функционира таа влада? Еве, Боцевски бил во влада и знае како функционира со еден голем партнер ВМРО ДПМН и ДУИ. Ти во времето на ДПА беше и подоцна во времето на ДУИ. И тогаш имало сериозни проблеми. Не предпоставам, знаеме дека имаш сериозни проблеми. Замислете сега влада во која што ќе бидат 4 лидери, овие од опозицијата албанска, плюс Али Ахмети, а Мендух Тачи е таму, па Арианит Ходжа нели од претходно. Ќе имате 7-8 лидери, сите тие ќе бараат да водат Може некако. да влада. Ќе има Ивица еден македонски министер. Чекай малку. Ај се малку да бидеме сериозни. Како на овој антагонизам помеѓу БЕСА, алтернатива и демократско движење ќе се спајаат сега со СДСМ. Они до сега 100 пати има антагонизам. Не, чекай, дозволи значи, се. 100 пати влегува и излегува со СДСМ. Липсо, Алијанса и СДС каков антагонизам имаат, ево го сега со нив седи Таравари. Нив не им верувам за антагонизам. Значи, они за национален Кому не му интерес веруваш? се спремни Кому? на албанските политички партии во Македонија. А тоа е као куп? Као куп, сите ми се идентични, као еден ги. Мене гледа. не ми се. Затоа што па сите влегува и сите излегува со влада со СДСМ. Нив им е прво За жал така е, за жал. суровиот национализам и партиски интереси им се поважни од тоа вчера што го кажале. Но Злате, зборуваме овде сега за стабилна или ајде да речем функционална влада. Не може да биде владата функционална. Нема, чекай се, вие тврдите дека наводно ќе конвергираат сите околу Таравари како председателска кандидатца Па не тврдиме Како? сега, кажуваме и дека информации кои ќе што конвергираат доаѓаат од двата блока. и ќе конвергираат на една листа се, значи до сега очи си вадат Дуи Не, овде не овие. станува збор за листа, овде зборува само за кандидат албанец. Значи, Добро, кандидат сега албанец. Таравари го истакнува опозицијата, Дуи го поддржува, СДСМ го поддржува. Тоа е сценариот? Да. Па малце ми е лудо. Едно зашто? Не лудо, него комплетно Зошто? лудо ми е сценариот. Зошто? Ако Пендаровски ќе одели на кандидатура ако нема поддршка албански политички партии. Нема да оди затоа што Не, ќе доживее Кандаровски тежок пораз. вели дека тој нема да биде кандидат доколку има кандидат албанец било каков, затоа што знае дека еден да има кандидат албанец, 135.000. Еве, ја толку му давам ако има кандидат албанец. Пендаровски има 135.000 гласа. Зошто да се срами да се резили човекот кога може да се повлече во кабинетот, таму да си зема пензија, да си прави да си ужива во школа за животот. лидери нешто. Да. А поголем резиле да не излезе. И зашто? А не е поголем резил. Поголем резиле, бе, машки, Бранко витешки не треба излегол, позиция. се Е, не. ама толку резиле и за Машки, Бранко. витешки. Ти очекуваш витештво и машкост од човек кој што лажеше дека Не, нема па, нема не, појма не за очекувам, ама француски зборам предлог, што па потоа да очекувам. каже дека тој го правил. Се, боже мој, што очекувам од било кој машки, бе.
Ама од Извинувам, маш не, очекуваш сега, овде. што ти Овде нема маш. Маш на место треба да излезе и да изгубиш, се Абе, изгубиш. не се мажи. Ке станеш, ке се. Не се мажи. Истресеш од кал и тераш дале. Не, од калта не си стресуваш никош, секојаш ќе ти остане кал. Никош нема ти остане. Не, Не Пендаровски зборам за зависи луѓе што- како Пендаровски што јавно лажеше дека не знае што е тоа француски предлог, за после да каже дека тој го правил, извинете, ама таа кал не се чисти. Да, Никогаш не се таа чисти. кал не, меѓутоа зборам пораз е прашина, ке тргнеш тераш дале. Исто мислам Па така. така. Исто мислам Да. така. Ако Ама си малце маш, одиш до крај. малце ми е чудна сега сценарио, сега знаеш, овие отишле, овие го изфрлаат сега таравари, па СДСМ и други го прифаќаат. Малку ми е научна фантастика ми е малку. Ма зашто научна фантастика не е дека Таравари во моментов е во владата на Ахмети, а оди со овие Кајалбин Курти, значи тоа е политика, сега ти знаеш како функционира политика. Проблемот со анализата на Златев е што ние зборуваме за функционална влада. Не може да биде функционална влада од 8 албански политички лидери и еден македонски, не може да го наречам лидер Ковачевски, ама е еден македонски партнер во владата. Не може да биде таа влада функционална. Нема шанси. Абе, тие не ни сакаат да имаат функционална влада. У моментов владата им е нефункционална. Како да ти обяснам? Они сакаат власт, бре дечко. Дајле им е ни владата, дали е функционално? Они сакаат да се во фотели, они сакаат да се на власт, они сакаат да прават што сакаат. Каква функционалност, за која функционалност? Не, шо е сега Златев, А кажи функционално? ме, не е зашо биоделе со СДСМ албанците? Па добро, како најдобар партнер, све што бара од СДСМ се добија. Тоа е објективна Ако нема стварност. математика? Како? Ако нема математика? Како немаат математика? Па немаат. Па на Ке нивните изгубат, ке гласови, изгубат. они викаат Ке изгубат, уште ке че изгубат. ќе добиеме Ке од изгубат, СДС. ке изгубат. Албанците како гледаат? Ние ќе имаме власта, албанските политички партии, не албанците, сега да не ги ставаме иста група. Ние ќе имаме власта, значи, ние ќе излеземе на листи, овие тонат будаливе ќе ги зееме, уште 101 гласа да имаме. Листите ќе ги направиме така што нашата пропорција на гласови, иако е помала, ќе добиеме поише пратеници од нив, овие се дебили, се ќе прифатат. Они така гледаат на целава Ја не мислам дека прво треба да гледаме како гледаат други, како гледаат другиве, дека не е тоа симбиоза. Исто, ова е исто кога да речеме, сега види, се однесува малце лошо. Ова е исто, гарантирам дека е така. Да отидеме на некоја од овие телевизиите што се емитуваат на албански јазик и таму има лудила како сите македонци вака исто мислат. Не е така. Нема такви лудила. Има како нема. Значи, еве, следи што се Дали зборува. сите македонски партии? Нема и така. Значи, Следи што се зборува кај медиумите на албански јазик и таму има такви лудила. Не. Ние против вие. Не е така. Мораме да ги гледаме како би субјект по субјект. Дали секоја албанска партија што дише, постои во Македонија влезе и излезе од власт со СДСМ? Некој по два пати. Некој по два. Ма добро, ништо тоа не зборува. како не значи, Така, како ништо не не, зборува? тотално ништо не значи. како ти не кажам. значи ништо? Ама Што тотално ништо не значи. Тоа значи дека Тотално секој ништо од не нив значи. за власт, за своите партиски, национални, какви сакате етнички интереси, е подготвен да направи компромиси. Секој од нив. Таравари е екземплар за таа работа. Човекот од најжесток критичар, од дури беше промовиран чекај од наша сега. страна и така. Па нели натаму, албански гледај, гласови не му требаа на ВМРО од 2016 година и се ја доби казната. Извини. Кога ќе кажеш ти мене албански гласови не ми требаат, кој што каже ВМРО 2016, казната стигна. Ете како стигна Ти мислиш казната. дека ВМРО има албански гласови сега? Како? Мислиш дека Не, ама сега не вика дека не вика ВМРО дека ја не сакам. Тоа беше политика на изострување. Ние против вие. Не, ама не беше Ние тоа против тие. последица. Не може така. Значи се ка кажеш дека си партнер. И сега кажува ВМРО дека е партнер и партнер е и на локално ниво. Значи не е како што беше во тоа време. Овако. Значи тоа што сакам да го кажам е дека да ги гледаме, значи не можеш ти да градиш сега ваков антагонизам страшен и одеднаш кога им кажеш на гласачите, ај нема везе, сега се обединуваме. Зашто се обединуваме? Кај бе антагонизам? За Кој кого бе? збориме сега? Антагонизам има измеѓу опозицијава, предводена од Касами, Гаши и Меджити и Али Ахмети. Чи се одеднаш кога го бришеме тоа и викаме идеме Ама не го заедно. бришеме ние. Они го Го брише. избриша Таравари. За кој што- Таравари се Кој согласувам. што рече, кој што велеше Да. дека со криминалци не сака да разговара и не знам ги обвинуваше Да. дуи за сериозни криминали и после 2 месеци, 3 месеци влезе во владата. Значи Таравари кој што Еднашка избркан, внимавај, ја не го избркан на ја не клопи го од владата. препознавам Таравари, оно што ја го знам и ова не го препознавам. Се Тој согласувам. вториот пример, освен име Од име
е кој што ги ја уништи позицијата на албанските политичари да добијат македонски гласови. Момировски, одиме со кратка пауза за реклами, огромна слушаност ово утро, исто како и синоќаш имавме огромна гледаност. Заспи, ако можеш, Еспресо Златев и Боцевски се стреми кон тоа да стане највлијателниот македонски политички конгломерат, а ние уште пред да почневме да се стремиме, свативме дека навистина сме тоа. Се враќаме назад во студиото на радио Лидер, почитувани слушатели, одличен прв дел од емисијата, со нетрпение слушателите го очекуваат. Вториот дел, малку да ги оставиме на страна овие во Косово што прават, да не влеземе и ние во филмот дека сме косовска колонија. Момировски, ВМРО ДПМН има технички министри. Ние овде полемизиравме треба, не треба, добри се, лоши се во изминатиот период и тоа е дел нели од демократската дебата, но вчера Панче Тошковски сработи поише од пола година што има сработено овој, како се вика, Оливер Спасовски. Зависи во кој дел. Оливер Спасовски во делот на корупцијата има многу сработено и на криминалот. Панче Тошковски не може да го стигне никогаш. Оливер Спасовски да за сака, корупција и криминал. Да, интересна ситуација. Панче Тошковски вака релативно непознат за македонската јавност, адвокат кој што до 2 настани средбата со грчката амбасадорка и посетата на пунктот за вадење пасоши покажа дека всушност Оливер Спасовски е тотално неспособен како министер. Ја повторно ќе го кажам тоа, да дознаеме ние од изјава на еден од, поставам луѓе од МВР експерти, дека во држава има 12 системи за вадење пасоши кои што не се искористени заради тоа што не делегирал луѓе Оливер Спасовски или луѓето под негова команда да ги работат тие системи. Вчера рачунавме, можело за еден ден да се вадат по 800 пасоши. Теоретски, еве нека не се толку, нека се 400, ајде. Нека се 400, да. Половината од тоа нека се. Нека се 200 дневно. А вие за 100 дена како почна криза, кај се вајале 20.000 пасоши, ќе беше решен проблемот. Тука е големината на Панче Тошковски адвокат и предпоставам дека ги гледа работите конкретно. Не се занимава со политика, се занимава со решавање на проблеми и како што ги извади на површина дека никој од државниот врв не се јавил во Грција да праша дали може да се направи нешто предложување. Па се вие сте биле амбасадор, знаете како функционира тоа. Ма не види, тука зборувавме во емисија, она што мене ме го опишав тука, тоа е систем на функционирање на СДСМ. Па нема систем, тоа е проблем. Тоа е, на пример. Системот е да нема систем. Што значи, како се функционирало и на времето? Излегува Стево Пендаровски, председател на државата и вели вака и вака треба да се зборува со грците. Значи, по мене, така се функционирало. Тоа значи дека утре дента нашиот амбасадор во Атина оди и таму нешто зборува. Задутре дента министерот за надворешни работи кажува што направил амбасадорот. Па се збира државниот врв, па други чекори земаат. Ваму испаѓа дека ние немаме власт, имаме слободни филозофи. Нешто кажа Пендаровски, а после кажа утре дента Ковачевски, за утре дента Бујар Османи и на тоа се сведе. А пази, никој не презел никаква акција. Значи, пази, дипломатска нота не е упатена до Грција. Нота, значи најелементарна работа, не збориме тука, не знам, преговори во Кемп Дейвид или би било што. Зборуваме за дипломатска, но значи кога ќе дојдеш во МНР, прво нормално, затоа што те малтретираат како на секоја професија во новинарството, нели? Прво тоа го работиш. Дежураш на телефон за дежурни ситуации и пишуваш ноти. Боцевски, проблемот е што оваа ситуација сега најкристално јасно ни кажува како се однесувала владата и председателот. Вие 7 години. И за францускиот предлог. За се. И за испанскиот договор, и за низа други меѓународни и внатрешни документи. Тоа покажува дека тие никогаш не презеле ништо, дека некој им ги носел документите и им велел подпишете го ова. Вие да не решите еден проблем со пасоши. Ама предвидлив проблем беше. Значи внимавајте, во МВР има вработени, не знам колку се сега, 14-15 или не знам, над 10.000 се сигурно вработени. Да немате 30-40 луѓе да ги прераспоредите и да ги сузбиете сите метежи пред политичките станици кај што се ваат пасоши, нешто треба да ви фали. А не само тоа, горе не е уште една работа. На тие што отишле скоро во пензија, не им се истечени сертификатите.
Значи ти можеш слободно, здрав човек, нели, на 64 години маж, на 62 години жена. Законот до 67 дозволува ако има потреба. Да, ама викни, не мора пак да ги вработаш. Викни ги, има начин како тоа да се направи. Со договор на дело се разбира. Значи пази, тие се луѓе кои што цела кариера ја поминале во МВР, луѓе со врни сертификати, луѓе кои што имаат културата безбедносна и кои што ќе сработат работата. Значи се зборуваме, што седиме во емисија, еве, не е елементарна креативност, мислам, ова е здрава логика. И затоа министерот Панче Тошковски за 24 часа ги постави работите за да може да се решават. Ги постави работите, во знаеш систем, да. што е проблемот и каде е можното решение. И затоа Панче Тошковски вчера излезе херој и кога видите на вистина е херој за тоа што се судри со една сериозна мафија. Ова за мене е мафија. Не, ја ќе кажам и уште една работа. Вчера, но мислам дека има и одредена политичка агенда. Вчера течеше еден разговор помеѓу во македонската дипломатска заедница и врвни дипломати македонски се почувствуваат истовремено и горди и посрамени од Панче Тошковски. Горди за тоа што некој се одважил да го направи тоа што треба да го направи, посрамени за тоа што значи македонска дипломатија види на што е сведена. Значи, како да апарат кој што со години е трениран, во кој што е вложувано, во моментов не постои. Исклучен. Чудно зашто Бојар Османи, кој што вака е искусен прилично, зашто си дозволи да направи ваков сериозен гаф, да еве да не ја викне амбасадорката на Грција, да не искомуницира. Дури теорија на заговорот до таму дека велат дека може би целата оваа работа од Пендаровски Ковачевски не успеала затоа што Бојар Османи не сакал да постапи. Значи ова е една работа која што ја кажа неколку луѓе што ги почитувам. Значи морам да го кажам. Јас затоа кога зборам за мафија, за тоа зборам. Значи некаква цел која што ние не ја гледаме, да се направи хаос свесно, иако не гледам дека тоа им оди од корист на владеачките партии на СДСМ и на ДУИ. Да висите чудно, сепак мислам дека на во најголем дел се работи за неспособност и за незаинтересираност да се решаваат проблемите на граѓаните и се занимаваат со распределби на други некои вредности и бенефици од државата, за жал. Да, меѓутоа, види, тука треба да видите страшна ситуација во каде сме дојдени, но Тошковски покажа дека се решаваат работите. Ако имате желба и волја, се решаваат работите. Сега Нино Васев кај уопсен што се случува со човеков? Па вчера беше уопсен, нели, заедно со четворица други луѓе. Литвор, истражен судија, што се деша? Па ќе дознаеме тоа, треба обвинителство и судство да кажат. Вообичаено дознаваме првиот ден. Да. Вчера, например, немаш информација за таа работа. Но интересно е што ова се случува на првиот ден кога Панче Тошковски дојде министер за внатрешни работи, што мене ми укажува на нешто друго, дека обвинителството немало доверба во Оливер Спасовски. Што исто така многу поразително. Еве се ми стигна една вест дека која што е уште попоразителна за македонска дипломатија, значи еве колегите уште поише ќе се разочараат. Средбата била организирана со помош на грчкото политичко аташе што е при амбасадата во Скопје. Значи ова е тотална деградација за македонска дипломатија. Добро, во сега случај Тошковски се снашол и не, секоја чест за него. Работите ги и види, треба да му дадат и додаток на плата. Вчера беше министер, значи покрај сите работи, вчера беше министер за надворешни работи. Бојар Османи треба на крај на месецот да му даде 1000 евра пола Дневница, еве за вчера, ако ништо друго. Срамота. Срамота, да, срамота. Согласувам. Срамота. Затоа што пази, поразува односот кон граѓанинот колку е за никаде. Вчера дури се јавуваа луѓе од диаспората со чудни тврдења. Сега ова не знам дали го знаете, меѓутоа постојат луѓе во Македонија кои што и покрај тоа што работат во странство, си ги чуваат врските со Македонија и внимаваат на овој дел, дури сакаат да гласаат. Дел од нив не може сега да дојдат да гласаат. А ја затоа кога зборам за мафија, да не збориме за таа другата мафија што препродава термини за сликање за пасоши во дипломатските конзуларните представништва на Македонија, каде што има такви машини системи за вадење пасоши, каде што цените се од 500 до 2000 евра, значи и слушаме тие муабети, и затоа мислам дека може да и нешто друго освен неспособност. Оставаме простор дека и нешто друго од неспособност. Некој дека свесно работел на руинирање на овој систем затоа што таму се вртат огромни пари. Реков вчера, ако вие сте возач
во Шведска и ви стекува пасошот, веќе дадете 2, 3, 5.000 евра само да си ја спасите работата. Така, а истовремено еве ќе се судират со проблеми луѓето кои што значи валидна но истечена патна исправа на Македонија во денот кога ќе истече. Со тоа можеш се вратиш дома. Но сега тука имаме уште една работа, сега ќе изголемиме трошки. Можеш да се вратиш дома само во транзит. Што значи, ако да речем имаш карта Торонто, Мадрид, Лјубљана, Скопје со стар пасош во март, не можеш да се вратиш. Затоа што нема те пуштат во Шенген просторот. Торонто, Мадрид, Истанбул, Скопје може. Значи сега видите кој кошмар станува за нашиот граѓанин. Целата оваа работа. Буквално кошмар. Да, кошмар. И дали тоа некој свесно го направи или само беше неспособен, не знаеме, но мислам дека граѓаните гледаат. Вчера жената што слушнаме таму кога беше Тошковски на пунктот, дека 9 часа чекала. Страшно. 9 часа да чекате ви од 21 век е срамно и нечовечки биле. Ќе видиме се. Иако види пак е на 5 места повторно ќе повторам, значи во ред секоја чест што се ангажираше околу оваа тематика министерот Тошковски, меѓутоа јас барем неговата работа ќе ја ценам само врз основа на неговиот основен мандат, а тоа е да спроведе избори. Тоа е неговиот основен мандат. Во ред што се ангажира и за други работи. Но да бидеме реални. Тој има ограничена моќ таму со оние лудине законски услови околу преодната власт. Не може да ги именува сите началници, може колку беше 15, така. Што значи дека он не може во полн капацитет да ја врши функцијата, меѓутоа и покрај тоа што условно кажам му се врзани рацете и нозете, еве успева да влезе и во области каде што нема ни капацитет тоа да го работи. Но еве да кажам, сепак суштината спроведување на изборите ќе биде нешто врз основа што ќе цениме неговата работа. Да, сето ова е дополнително и е плюс. Објективно, неговите ингеренции во изборниот процес кои се да обезбеди да спречи подкуп, да спречи предизборен криминал, да контролира процесот на гласање во текот на денот, да ги обезбедува избирачките места, така натаму. Сепак во 100 дена јас сум среќен што влезе во вакви работи околу суштински проблеми за граѓани. Не, јасно. И повторно ќе речам, покажа дека на чело на МВР последниве 8-9 години бил човек кој што тотално неспособен, во 2 наврати дојден во ситуација ние и мината техничка влада да нема образци за пасоши кои текнува, сега повторно немаме пасоши лични карти. Тоа значи дека може да се направи нешто. Ја знаете како цело време зборуваме црно е, лошо е, полошо е, најлошо е. Да, лошо е, меѓутоа може многу брзо да се управи работата. Јас сум сигурен дека со Тошковски, она што го направи вчера, метежите за лични карти пасоши ќе исчезнат за неколку недели. И сигурен сум, се надевам и мислам дека работите може да тргнат на добро од тоа што го гледаме за сега. Ајде да видиме дали ќе тргнат на добро, тоа на политичарите е да не го прават животот подобар, тоа име работа. Знаете, сега не можам да дадам се уште оценка за господинот Тошковски, премногу брзо е, нели, премногу скоро е дојден на оваа функција, но споредбено со СДСМ ми се чини дека и да сте просечен е остварување. Знаете, ме свакате што не треба да сте Ајнштајн. Да. Треба само да се фокусирате на проблемите на граѓаните и граѓаните ќе го испочитуваат тоа. Молим те, сега Ајнштајн веќе е прогласен кој е веќе Талат Џаферија, да. Многу интересен Талат Џаферија, ако не знам дали може да го кажам, ова пред 2 дена гледав на колегите Јовановски и Сашо Ордановски подкаст. Талат Џафери го навреди Артан Груби. Стварно најдовме човек што гледал тоа. И ми излезе на Твитер го видов тоа, каде што техничкиот премиер пред да биде назначен се закани на Артан Груби, практично само тој игра фудбал во државни простори во министерскиот кабинет, дека нема да го толерира тоа и го навреди индиректно Артан Груби дека нема морал, нема етика, нема интелигенција. Треба да го видите тоа. Едно многу чуден настап на Џафери, велеше дека не се заканува, но дека еднаш ќе се опомени и како што го кажеше тоа дека тој доаѓал од ЈНА, кој бил офицер, имал одредени етички, морални норми на однесување, на облекување и така натаму,
А прашањето беше дали ќе дозволи да се игра фудбал во владините кабинети. И тоа што го кажа дека нема недостаток на етика, на морална интелигенција, се однесуваше на Артан Груби. Што е многу чудно, еден раскол би рекол во Дуј, што не очекував да го слушнам. На политиканти се вика шоуто, мислам чини дека може да се најде реклама да им направиме бесплатна. Така никој не нашите ги гледа, колеги, да им значи нешто. Ние постојано ги рекламираме. Ние ги рекламираме затоа што сакаме здрава конкуренција. Да. Еднаш успеавме, нели? Да. Често го нарекуваме нашиот сестрински подкаст, знаеш. Да. Но ајде да се вратиме на ова тема дека што ќе понуди СДСМ на следните избори? Ајде, Горан, по тебе. Леле, многу тешко прашање. Едно од најтешките. За жал би рекол за тоа што СДСМ некогаш беше партија која што многу често беше збунувана во историските контексти, но и многу често знаеше да повлече напред. Имаше енергија во неја, имаше интелектуалци кои што јавно кажува визии, принципи, ставови за суштински теми. Сега ние последниве 7 години, настрана сите овие други работи што направија штетни за македонската национална позиција, вие не можете да слушнете идеја. Не можете да слушнете некој концепт кој што ќе го промени животот. Да, Ковачевски има некој кој што му ги пишува говорите и кој што понекогаш погодува некакви глобални трендови, не знам, нешто што се случува во светов, не за вештачка интелигенција, меѓутоа некоја реторика која што се користи во други држави. Меѓутоа проблемот е што в СДСМ влезе во фаза што во моментов да извади некоја најгениална идеја, никој нема да верува дека таа идеја остварлива. Тоа е проблемот на СДСМ. Нешто ќе понуди. Да. Нешто ќе понуди. Како да дојде пораката како сериозна до гласачот. Нели тоа е работата. Јас би ветувам на изборите, ќе добиете клинички центар и вие велите половина велат овој лаже, половина добро може ќе добиеме. Не. Сега веќе мислам дека 5% од граѓаните веруваат во тоа што ќе го каже Ковачевски. И тоа е најстрашната работа за било кој политички субјект, кога вашата порака, дури кога е крајно сериозна, дури кога е добро втемелена. Значи, СДСМ има ветувања кои што ќе бидат реално да се остварат. Меѓутоа граѓаните нема да веруваат заради тоа што премногу работи овие 7 години ветија не остварија. И тоа е случајот проблем. А нешто ќе понудат. Може да понудат се и се што. Знаете, сега се препишуваат програми од било која балканска политичка партија и од Хрватска, и од Словенија, и од Србија, вие може да ги инкорпорирате овдека, да ги украдете, да ги кажете. Меѓутоа луѓето веќе не веруваат и жално е заради тоа што како што велите вие, сакаме да промовираме конкуренцијата, нели, на Јовановски и Ордановски. Во случајот со СДСМ ВМРО ќе нема конкурент, ќе нема коректор, ќе нема кој да му каже не треба така, треба така. Да, време, додека не се стабилизира таму тој. Па добро, се збориме за наредниот период од 2-3 години, тоа ќе нема. Поише, може да е. Најмалку 2-3 години, да ќе нема, и тоа е штетно за демократијата. Многу. Значи, така, вие кога немате коректор од другата страна, се единствен сам, се губите, тоа сме го виделе безброј пати. И затоа тоа мислам дека суштинскиот проблем за СДСМ. Никој веќе не верува во Ковачевски, не верува во Спасовски, не верува во Маличиќ. За Европската унија да не зборуваме. Никој ништо веќе не верува. Баш ме интересира следната анкета што ќе покаже за ЕУ. Ја потрошија темата и не само таа, ја потрошија таа мобилизацијска моќ околу таа тема. Значи, на време таа ова Европа го бара, знаело да се направи консензус, да плани не се мрдаат. Сега веќе таа работа не врви. И Европа има своја вина тука, да се разбереме, но ќе СДСМ огромна вината затоа што ја потроши темата на глупости, буквално. Ја потроши темата, но не само таа тема. Јас се повторно правам аналогија со пасошите. Сум сигурен дека оваа катастрофа со пасошите, принципот на однесување при решавање на овој проблем, при идентификација на проблемот, при како да кажам, очекувањата на проблемот, знаете како, вие носите закон пред 5 години, што треба да стапи во сила за 5 години. Вие антиципирате кои чекори треба да ги направите во тој период од 5 години, за да на 12 февруари не постои проблем. За само не го направиле тоа. По аналогија, мислам дека исто тоа го направиле и со преговорите со Европската унија. Не антиципирале кои се можните
obstacles, како се вика на македонски. Пречки. Пречки кои се работи може да се случат во тој процес, што покажува на една елементарна неинтелигенција. Неинтелигенција и тоа е срамно и за тоа прецек ќе биде казано да сам нови избори. Ова вештачка интелигенција е луда. Чекај да остани сега, тоа сега имаме сериозна тема тука. Што е сериозна тема? Да, зборуваме за... Ова ќе не... Ја мислам дека време е нашите политичари да ги замени вештачка интелигенција. Не е така. Имаше една анкета Момировски дека создадена со помош на вештачка интелигенција на најсофистицираното AI кој го користел Андреа Стојковски, мислам беше од Институтот Преспа. Според таа анкета шансите за ВМРО ДПМН е се 4%, а шансите за СДСМ се 96%. Да го прокоментираме малку резултатов. Јас бев вчудо не видам, викам ова вештачка интелигенција, гледај кај отишла. Малце ми е така. Го контактирав господинот Стојковски пред 2 дена, чинам дека беше, да дојде во Заспи, ако можеш кај нас, да ги елаборира овие сознанија. За мене, за жал, човекот работи 20 на години во невладиниот сектор европска интеграција, но време требаше да биде, ми се чини, и технички преговарач на Македонија со Европската унија. Не знам како точно се нарекува тоа, значи нели има там политички представник во преговорите и вториот човек кој што е некој технички. Беше предлог на владата, чинам. Нели кога Зоран Заев објави дека ние преговараме веќе со Европската унија. Не, тука во моментот ќе се врати, се надевам дека ни даде одговори. Меѓутоа ако го земеме пред да се кладиме дека нема, ама кажано, тоа што беше кажано на таа презентација, преку медиумите го видов, не бев таму, се разбира, не бевме ни поканети, не знам дали вие бевте поканети. Не. Да, но тоа тајно друштво се собрало таму и разговарало. Таму се предвидува, односно не се пресметува сентиментот на македонските гласачи во однос на политичките фактори. Че внимавајте, правите анкета во која што финалниот резултат е СДСМ 96%, ВМРО 4% можност за победа, а во исто време не ги пресметувате ставовите на политичките, на гласачите во Македонија. И тоа е само по себе се побива. Значи, обид за пропаганда да се покаже дека СДСМ има, не знам, 150 пати поголема можност да победи од ВМРО ДПМН, што сите знаеме дека не е така. Не сакам да користам лоши зборови, ми тоа е срамен обид за пропаганда кој што пропадна во моментов и уште таму имаше едно оградување, велат дека тоа било само почетна фаза и подоцна ќе имало поконкретни резултати. Тоа е како во анкети правите анкета во штабот на СДСМ, 10 луѓе велат дека гласаат за СДСМ и вие објавувате пред цела јавност дека првичната анкета покажува дека СДСМ победува 100%. Очигледно, мислам дека Андреа Стојковски малце ја промашил методологијата. Он употребил мета-реалити. Односно, една вештачка реалност, паралелна реалност, затоа што шансите СДСМ да прави влада се 96% само во вештачка реалност, во вештачко обкружување. Или во штабот на... Не, таму е повисоко, да. Таму е повисоко, да. Да не збориме сега, да не ги вреѓаме луѓето непотребно од СДСМ. Значи, 96% шанси за победа има СДСМ само во виртуелна реалност. Очигледно... И тоа лимитирана, парцијално, не во целата. Кога се бавите со виртуелна реалност и со паралелна реалност, вие треба да се бавите со проза, а не со политичка аналитика. Или поезија. Или поезија, да. Значи, тука е... Немаше човек. Како... Са бајлева стори, некој јак доручек Како да ти објаснам, да. Значи, сега, ако се бавите со политичка анализа, а ги зборувате оние работи, тогаш стварно имате некако... Значи, добро, само кратко, затоа што ме прашуваат луѓе кои што доаѓаат од техничките струки, ги интересира за што станува збор. Станува збор за веројатности, станува збор за онаа беловата крива, они ја знаат. Ја знаеме и ние, од методологија сме учеле сите. Тој не знаеше да објасни. Значи, сака да каже дека неговата хипотеза 96% се реализира, 4% не се реализира. А не дека 96% едното, 4%, мислам, во ред.
со Андреја се знаеме долго време, Се методологијата знаеме и ние, не е важно. методологијата не му е силна страна. Овако меѓу другите работи кои што не му се силна страна, му е и методологијата, но во ред. На крајот на криштата, ова што сакам да кажам, пази, значи вакво испитување нема. Еве, гледаме сега во Америка, нели најинтересно е што ќе биде со изборите. Сме виделе вакво испитување? Не сме виделе. Дали има вакво испитување во Европа се, европски избори? Нема. Значи, ова е еден беден обид за политичка пропаганда во насока на една политичка партија од лобистичка организација поврзана со СДСМ, која што се представува како невладина. Сега, малце посурово звучи, али мора понекогаш што будете се кажуваат реално. Невладина организација, невладина организација за да постои, тоа значи дека да речеме, еве, вие двајца, ја не сум, вие двајца сте членови на невладина организација. На ЗНМ, плаќате таму членарина, така или? За жал не сум платил година. Ама чекате да ви кажат на крај завршен извештај како се потрошени парите, гласате на избори, така, тоа е невладина организација. Имаш членство, имаш членарина, имаш мисија, имаш визија, имаш зошто се здружуваат, имаш обраните, така ли? Што води он? Сега мораме да бидеме реални. Кој тоа? Членарина се плаќа таму? Кој се здружил? Што го финансира? Види, да се легитимираш во јавноста, дури како невладина организација, мора да кажеш кој си, што си. Значи, не може тоа мислам дека преска се кажав. Значи, Стојковски беше еден од кандидатите за македонски преговори со Европската унија, предложен од владата. Значи, ова се зборува на влада на оваа тема. И тука јасно станува збор дека не станува за невладина организација, за паравладина или блиска до владата, не е битно. Проблемот овде не е во промашената методологија, проблемот е што резултатот од оваа презентација, како да ја наречам, на манипулацијата е насловите во порталите и медиумите блиски на СДСМ, каде што граѓаните требаше да се убедат дека ВМРО нема шанси да победи, а СДСМ победува со 96 и 102,8%. Тоа е проблемот. Инаку никому не може да му се забрани да презентира, да анализира. Не, боже се човек. Значи се тоа меѓутоа овде е многу провидно и не поминува. Во моментот кога го правиш тоа, во тој момент си предмет на критика од општеството, така ли? Ти штом си влегол во демократска дебата, тоа е тоа. Така? Апсолутно. Тоа е поентата. И сега, како беше, цело време заедно зборуваш за дебата, сакаше да угуши дебатата. Види, јас сакам да ги видам 96% нели после избори. Ќе ми биде тоа драго, се може на вистина ќе победи СДСМ со 90. Може ВМРО и двајца пратеници само да има вака. Ако го слушате Ковачевски на канал 5, како рече се поднесет, што дојде 125, не знам. Не го гледав, само пред микрофон. Не го гледав Ковачевски, да бидам искрен. Подобро што не сте го гледал. Тоа мора, знаеш како, треба да се поклопат работите, да дојде викенд, убаво да се припремам за да го гледам. Тоа затоа што тоа е навистина тешко разбирлив човек. Не, ако само треба да сакаш комедија, ако сакаш комедии, седнуеш и го гледаш. Не, јас сум поише по трилер варијанти. Немаш овде трилер, имаш една скриена агресија, една, сакам се психолошки да го анализирам човекот тама, многу лошо. Знаете како, јас сакам лидерите, колку и да се лоши, да се неспособни, да имаат една широчина, да имаат една длабочина во себе, да имаат човечност пред се. За жал, ниту една од овие категории како Ковачевски не можам да видам. Ситен, како се вика, джилкош, на времето имаше еден израз. Нешто ние по пазарите што одат и што се мотаат тамо за една мекица да земат, за еден колбас да земат. Значи, една таква нискост би рекол, агресија имаше кон водителот Гоце Михайловски, кој што ми се чини дека беше сосема коректен. Прашуваше тоа што треба да се праша, и Ковачевски на моменти ми се чини дека му се гадеше што е таму. Тој свати, уште во текот на емисијата свати што направи. Мировски, што мислиш колку време трае емисија? Час и 9 минути. Тука негде си. Точно ти работи без да погледнеш на саат, ти работи ориентацијата. А што значи тоа од прилика? Дека сме интересни, веројатно, не знам. И дека сме на крај.
Тоа сега добро. одамна требаше да биде на крај. Не, можеме ние да се продолжиме емисијата, не е проблем, ама и ќе продолжиме На дис, на барање на слушателите. На барање на слушателите. Утре и задутре. Не, па добро и февруари е месец, го затвараме. Сега до март, април тамо пред избори ќе го оставиме на рад. Пред избори најавуваме дека ќе биде Горан Момировски присутен овде, ако има можност може да направи да биде и дел од експертската екипа овде за покривање на изборната вечер, затоа што Еспресо со Златев и Боцевски, како се вика, Elections Electoral Night Coverage. Да, ќе биде нешто спектакуларно со анализи, пити, со прас, со Ако има пита доаѓа, ако има пита нема проблем. Да. Не, оние пити мислевме, знаеш кои што проценти се покажуваат. Статистички пити. Ки има и со прас, и спанак, и тоа ме интересира. Добро е да нема друг тип на пити познати во македонското новинарство, ама добро е. Да. Пред доручек Ивица ги кажа тие пити. Почитувани слушатели, останете со 107,4. Уживајте во денот и се гледаме, се слушаме.